Почитуван председавач, почитувани пратеници, не сакам оваа реплика да се свати само како реплика кон пратеничката за Туровска, затоа што пред мене се сите досегашни дискусии, ниту една не се разликува една од друга по некоја особеност, туку сите имаат еден заеднички именител и се разбира во сите овие дискусии се говори за тиранската платформа, се говори за албанскиот јазик, за Еди Рама, за Зијадин Села и не знам што друго. Иако сте навикнати овие декларации, изјавите на овие двајца да ги читате наопаку. Меѓутоа, тоа што остава печаток во последните дискусии е тоа една констатација што ја донесов дека заедничката декларација на албанските политички партии наводно ги загрозувала стратешките интереси на Македонија. Замислете. Се обидувам да сватам кои ни биле тие стратешки интереси на македонците кои што се загрозуваат со оваа декларација. Почнувајќи од најголемиот интерес од државата, иако државата е стратешки интерес на граѓаните, а не само на македонците. Оваа декларација е придонес за стабилизација на понатамошна стабилизација на државата. Второ, јазикот, реков и при едно друго јавување дека нема ниту еден убедлив аргумент со што се загрозува македонскиот јазик со оваа декларација. И така натака имаме и други вредности, културата, идентитетот, верата, црквата и не знам што уште. Меѓутоа, додека сме тука, зарем ова не се вредности и интереси кои што и вчера за време на дискусија да прифативте кои што се вредности кои што се загрозуваат од релевантни фактори околу нас, освен албанците. Ке повторам, освен од албанците, а вие од друга страна, 25 години поред знаете да протестирате. 25 години протестирате против средното образование на албански, против педагошкиот факултет, против Тетовскиот универзитет, против албанскиот јазик, против Охридскиот рамковен договор и сега против декларацијата, заедничката декларација. Многу работи од овие се остварени, меѓутоа не гледам кој стратешки интерес на македонците бил загрозен при тоа. Од друга страна, 25 години поред не сум видел ниту еден момент или прилика во која што вие, почитувани пратеници патриоти, да сте направили еден најмал обид или протест за заштита на овие стратешки вредности на македонците. Ниту еден протест пред некое дипломатско представништво тука во Скопје. И додека сум тука, сакам да кажам дека во овој миг и во оваа прилика најмалку што би требало да имате да имате разбирање од албанци, меѓутоа да немате неразбирање од нас за тоа како ќе ги организирате протести денес и кои протести се целосно против декларацијата, против албанскиот јазик и против се албанско. Меѓутоа, со жалење ќе морам да констатирам дека вас не ви интересира стратешкиот интерес на македонците, затоа што стратешкиот интерес на македонците за вас почнува со вашиот лидер и завршува кај неговиот блисок роднина.